Драги ученици, добре дојдовте во училница. Ова е час по македонски јазик за трето одделение. Јас сум наставничката Валентина Димовска од Општинското основно училиште Гоце Делчев од Демирхизар. На овој час ќе научиме дека во некои реченици зборовите може да имаат преносно значење. Наставна тема јазик, наставна единица преносно значење на зборовите. За оваа активност планирано е да ја постигнеме следната цел, односно вие да научите да разликувате основно и преносно значење на зборовите и да го користите во изразувањето. За денешната активност потребно ќе ни биде да ги имаме следните материјали: учебник по македонски јазик, тетрадка и прибор за пишување. Најпрво да се подсетиме на поимот. Реченица. Што е реченица? Реченица е целосна завршена мисла, искажана или напишана. Пример. Мојата мајка е најдобрата мајка. Повторувањето е мајка на знаењето. Од што се составени речениците? Секоја реченица е составена од зборови. Зборовите во речениците имаат свое значење, преку кое ние дознаваме што е искажано со таа реченица. Да ги погледнеме примерите и да ги прочитаме уште еднаш речениците кои се запишани како пример. Мојата мајка е најдобрата мајка. Повторувањето е мајка на знаењето. Дали зборот мајка исто значи и во двете реченици? Сигурно ќе се согласите дека значењето им се разликува. Во првата реченица со зборот мајка искажуваме чувства кон својата мајка и тој збор има основно значење во реченицата. Во втората реченица зборот мајка има преносно значење, бидејќи не се мисли на мајка како родител, туку на повторувањето му даваме значење како мајка која е важен дел во живот. Да погледнеме и други примери. Петар јаде лута пиперка. Оваа година најавуваат лута зима. Погледнете ги зборовите во првиот пример кои се запишани со црвена боја и исто така и во втората реченица истиот збор е запишан со црвена боја. Лута, лута. Овие зборови исто се запишуваат, но значењето го добиле во реченицата. Во првата реченица зборот лута има основно значење, особина на пиперката. Во втората реченица зборот лута има преносно значење, односно дека зимата ќе биде долга, многу студена, оштра, лута и с неа нарекле лута зима. Вториот пример ги има следните реченици. Другарка ми доби златен прстен. Андреј постигна златен гол. Какво е значењето на зборовите запишани со црвена боја? Златен, златен. Во првата реченица зборот златен има основно значење. Кажува од што бил направен прстенот, од злато. Бил златен, златен прстен. Во втората реченица зборот златен има преносно значење. Со него кажуваме дека постигнатиот гол бил скапоцен, многу значаен, даден во вистинскиот момент. Златен гол. Да погледнеме во учебникот по македонски јазик на страна 118,
и да се подсетиме на учениот текст како ќе се земе. Од овој текст ќе издвоиме реченицата. Да ја прочитаме реченицата. Ако заборавам да ја напишам задачата и добијам слаба оцена, мојот пат до училиште и назад се влече како мрзлива доцноесенска магла по долините. Што е искажано со изразот мојот пат се влече? Какво значење имаат зборовите? Писателот со овој израз кажал дека патот до училиште и назад на ученикот Томче му е многу бавен и долг. Исто како кога нешто се влече. Овие зборови добиле преносно значење. Да напишеме пример каде зборовите ќе добијат основно значење. Змијата се влече по шумската патека. Со оваа реченица искажуваме начин на движење на змијата, се влече. И затоа велиме дека изразот се влече тука има основно значење. Сега, ученици, ќе сработиме техника на учење, во која ќе запишеме примери со основно и со преносно значење на зборовите. Оваа техника може да ја сработите и вие во вашите тетрадки, а техниката се вика Т-табела. Во едниот дел ќе запишуваме примери на изрази со основно значење, а во другиот дел ќе запишуваме примери со преносно значење. Еве ги примерите, може и да ги прочитаме, за да ја видиме и разликата меѓу изразите. Насмејано дете. Овде кажуваме какво било детето, било насмејано. Сонце насмејано. Зборот насмејано тука добива преносно значење. Испечен леп, испечен занаед. Веќе можете да ја видите и разликата на изразите со основно значење и на изразот со преносно значење. Златно ланче, израз со основно значење. Златно дете, израз со преносно значење. Проблем со срцето, срце човек. Глава, дел од телото, 7 глава во книгата. Мрзлив ученик, мрзлив ден. И вие, драги ученици, на истиот начин може да продолжите со ваши идеи и да ја продолжите техниката Т-табела во вашите тетрадки. После денешните активности, се надевам дека можете да разликувате основно и преносно значење на зборовите и да ги користите во изразувањето. Од овој час и оваа активност да искажеме и заклучок. Што научивме на часот? На часот научивме дека зборовите имаат основно самостојно значење, кое е во непосредна врска со неговото настанување. Например, црвена крв, лута пиперка, златно ланче, црвено јаболко, бело јагне, разлутен дедо, болки во грбот. Но исто така, на часот научивме дека зборот може да добие и преносно значење. И за тие зборови или изрази се крие основното значење. Преносното значење е резултат на сличностите меѓу појавите и нивната поврзаност. Например, златно дете, лута зима, јагне внуче, разлутен облак, символ, грб на градот. Преносното значење често се користи во секојдневниот живот и во секојдневниот говор. Така, например, бабите и дедовците кон своите внуци се обраќаат со зборовите сонце, злато, јагне, што всушност представуваат
преносно значење на основните зборови. Активност за домашна работа. Драги ученици, и вие во вашите тетрадки запишете примери реченици во кои ќе употребите зборови со основно и со преносно значење. Ви благодарам за вниманието и соработката.